Преку својата иницијатива Појас и пат, Кина стави свој белег за финансирање проекти низ целиот свет, како што се електраните во Еквадор и брзата железница во Лаос. Но што точно значи иницијативата Појас и пат? The idea of the Belt and Road Initiative. Идејата на иницијативата Појас и пат беше да се развијат врските меѓу Кина и глобалниот југ. Најголемиот дел од финансирањето на иницијативата отиде во тешки инфраструктурни сектори како што е транспортот, енергијата, рударството. Но Кина сега исто така вметна и многу своји други културни иницијативи како стипендии за нивните образовни иницијативи и слично во склоп на иницијативата Појас и пат. Амар Малик е виш истражувачки научник во AIDA Data, универзитетска истражувачка лабораторија во Вилијам и Мери, која собере информации за развојните финансии на Кина низ целиот свет. Податоците покажуваат дека во изминатите 20 години земјата се наметнала како заемодавател на прво место за многу земји во развој. Потеклото на иницијативата Појас и пат потекнува од времето на глобалната економска нестабилност, вели Минје, експерт за кинеска политичка економија од Универзитетот во Бостон. The background story was the 2008. Позадинската приказна беше дека имаше глобална финансиска криза во 2008 година, а светскиот пазар се намалуваше. Така, Кина инвестираше многу во изградбата на овие компании, патишта, мостови, фабрики за производство на цемент, челик, опрема, електрични уреди. Тогаш целта беше да се достигне врвот. Се отвораа многу фабрики со прекумерен капацитет во 2011-2012 година во опсегот сектори кој беше околу 30 до 80%. Кога Ши Џинпин дојде на власт во 2012 година, Кина всушност беше во длабока криза со прекумерен капацитет. Потоа, во ноември 2013 година, председателот Ши го започна на што сега е познато како иницијатива Појас и пат. When the Belt Road was announced, Кога беше објавена иницијативата, едноставно беше фасцинантно да се видат овие индустријски регулатори, бизнеси, локални власти, кои побрзаа да искористат можноста да инвестираат и да извезуваат во странство. Belt and Road is not a single entity. Појас и пат не е единствениот ентитет. Тоа не е буџетска линија во буџетот на кинеската влада. Тоа е концепт. Тоа е чадор под кој многу субјекти испорачуваат проекти во многу земји низ многу сектори низ светот. Кина ги изгради некои од најголемите делови на инфраструктурата во светот, вклучително и тунели, мостови, железница со голема брзина и создадоа огромен екосистем на државни предпријатија и финансиски институции кои имаат огромна способност да вршат градежни работи насекаде во светот. it's more China's globalization strategy. Тоа е повеќе стратегија за глобализација на Кина и како да се промовираат, како да се олеснат кинеските бизнеси и другите организации да станат глобални. Земјите, особено на југ, имаат вистинска потреба од инфраструктура на стоки и на поврзување со Кина, па сега тоа е повеќе како глобална иницијатива отколку само иницијатива на Кина. Многу земји имаа корис од иницијативата Појас и пат. Во 2016 година тогашниот претседател Рафаел Кореа од Еквадор го прослави завршувањето на кинеската електрана. Ја представивме најголемата инфраструктура некогаш изградена во оваа земја, хидроелектраната Кака Кодо Синклер. Таа централа со мокност од 1500 мегавати може да обезбеди електрична енергија за сите домакинства во Еквадор. Индонезија е дом на уште еден кинески проект – брз воз. Патувањето обично трае до 4 часа, но со брзиот воз се надевам дека може да се намали на 1 до 2 часа. Но некои проекти имаа негативна страна. Во Еквадор се појавија илјадници пукнатини во дел од хидроцентралата, што ги загрижува инженерите, иако Кина вели дека централата која била тестирана од трета агенција е безбедна. А што се однесува до индонезиската брза железница, Во процесот на градење се користи техники за минирање што ги оштетуваат куките на луѓето. Ова е она за што навистина сум загрижен. Ако се помести, ќе падне покривот. како и со многу инфраструктурни проекти, ќе има победници и губитници, вели Малик. If you are living right next Ако to живеете до автопот и не поседувате автомобил или сте работник со ниски примања и не можете да си дозволите да се возите со скапа брза железница,
Тогаш може би имате поинаков поглед на проектот што е спроведен во вашето соседство. Наблюдувачите од Кина велат дека по една деценија спроведување на иницијативата Појас и пат и борба против пандемијата, Пекинг може би се рекалибрира. Many experts are calling it BRI 2.0. Многу експерти ја нарекуваат иницијатива 2. И тоа за нас е очигледно дека ерата на ефтини пари со ниски каматни стапки и големи мега проекти е веројатно завршена. The pandemic in the past 3 years. Пандемијата во изминатите 3 години навистина запре многу работи. Мислам дека најважната причина сепак беше тоа што Кина свати дека има многу предизвици или веројатно ја преценува својата способност да спроведува агенда која на прво место не беше многу јасно дефинирана. China is now the world's largest debt collector. Кина сега е најголемиот инкасатор на долгови во светот, бидејќи многу од овие заеми што ги дадоа во текот на првите 5 години од областа Појас и пат, сега доспеваат само за отплата. Тие сваќаат дека многу од проектите не се толку комерцијално одржливи како што мислеа дека би можеле да бидат. China will still do infrastructure. Кина се уште ќе гради инфраструктура, може би не такви големи економски зони како што е пристаништето Гвадар во Пакистан, но тие сепак ќе направат многу инвестиции во електраните, бидејќи на Global South му треба енергија, но таа нема да биде најаглен. The motivation for China to initiate the Belt and Road Initiative. Мотивацијата за Кина да инициира иницијативата Појас и пат беше веројатно да мора да се заштити од потенцијалниот конфликт со САД. Правејќи ги овие работи, со прикажување на видот на активизам на овие фронтови преку иницијативата, ги убеди САД и другите сили дека Кина е амбициозна. Кина ги има овие намери да го преработи или преобликува глобалниот поредок. Значи, тоа може да заврши со интензивирање на конфликтите. Иницијативата Појас и пат го прошири отпечатокот на Кина низ целиот свет, а опсегот на глобалното влијание на Пекинг го промени начинот на кој САД и нивните сојузници ја гледаат Кина. Некои официјални лица предупредуваат дека Кина е закана и повеќе не е светска фабрика за ефтин извоз. Европа одеднаш свати дека Кина доаѓа во Европа и купува стратешка инфраструктура. Тоа ја промени нивната перспектива кон Кина. I don't think it's going to help China. Не мислам дека тоа ќе и помогне на Кина да стане глобален хегемон како САД или Велика Британија во минатото. Тоа е затоа што кинеската економија е се уште многу внатрешно ориентирана. Колку Кина ќе се посвети на иницијативата, ќе зависи од тоа колку тоа и помага на Кина. Like other large-scale powers. Како и другите големи сили, Кина сака да го зголеми своето глобално влијание и тие би сакале да развијат долгорочни одржливи ангажмани со елитите во земјите во развој. Тие ги отвараат своите универзитети за странски студенти како никогаш досега и многу е поголема веројатноста да се вклучат во културни размени и да го придобијат јавното мислење кон Кина. Со тоа, Пекинг го трасира патот кон ерата во која Кина е една од најголемите сили во светот.